Почитувани дами и господа, драги приятели, почитувани жители, ovdje nove naseljeni mjesta na opštините Пробишти, на opština za Sveti Nikole i na mjestата кои што се в близина на ова место. За време на изборите дадовме едно ветување. Тоа ветување денеска и официјално е остварено. Денес се собравме да го пуштиме во употреба патниот правец Свети Николе Пробишти, кој е суштински важен за функционирање и комуникација на жителите од овие два града и овие две општини. Многу години овој пат беше само земјен колос и постарите жители, освен помаката да пристигнат до посакуваната локација по тешки и непристапни услови, го паметат само и како ветување дека ќе се изгради тој пат, ветување на многу преходни генерации политичари, се разбира на особено ветување. Патниот правец Свети Николе Пробишти со вкупна должина 28 км не беше функционален. Граѓаните не беа во можност целосно да го користат овој пат, како најкратка врска помеѓу овие два града. Причина за нефункционирањето на оваа врска беше што делницата од патот помеѓу селата Бечковци и Кукова беше само пробиена со земен колос, со мала ширина и со голем број на неравни препреки. Поради лошите услови, патниците делницата можеа да поминат само со теренски чипови или со запрежни коли. А преврнечи од дожд, патот беше целосно непрометен. Се сеќавам, како што предно го спомна Емил Димитриев, во 2010 година, еден ден, побара да се видиме и да поразговараме на оваа тема. Тој беше заменик министар за одбрана и ми предложи да направиме еден чекор со кој што ќе почнеме градбата на патот на начин што армијата на Република Македонија со механизацијата која што ја поседува ќе го изврши пробивањето, целосното пробивање на патот со проширување, средување, поремнување на патот и тампонирање. И дека тоа ќе биде првата фаза, втората фаза треба да биде само ставање на асфалт. Веднаш се согласив на таа негова идеја и му кажав да продолжи со разговорите со генералот на армијата и да ја заврши таа работа колку што е можно побрзо. Емил потоа се фокусираше на тоа и брзо беше завршено тоа што преходно го разговаравме. И за тоа сакам да му изразам честитки и благодарност. И на него, и на армијата на Република Македонија. Потоа не ни беше тешко за време на овие избори да кажеме да ние цврсто ветуваме дека овој пат ќе биде реализиран и ќе биде асфалтиран. Затоа што знаеме дека остана помали од оваа работата. Иако го ветивме за 2015 година, ние сепак одлучивме да го направиме порано. Затоа се разговарам со директорот на Агенцијата за патишта и со министерот за транспорт Милеја Лекиевски, од кој побарав да на еден начин патот да биде изграден порано, а не како што е ветено во програмата во 2015 година. Затоа што пресметките покажуваат дека тоа може да се заврши побрзо. На тој начин успеавме асфалтирањето на овој пат да го завршиме порано на задоволство на сите граѓани во овие две општини и на околните населени места. Ние овој пат, како што кажав, го изградивме и еве денес присуствуваме на пуштањето во употреба. За таа цел беше направена целосна модернизација што подразбира израмнување, тампонирање и асфалтирање на делницата од селата Мечковици до Кукова со должина на делницата од 5,5 км и ширина на асфалтен коловоз од 5,5 метри. Исто така на дел од овој патен правец од приклучокот кај Свети Николе во правец на селото Немањица извршена е рехабилитација и асфалтирање на постоечкиот коловоз со негово проширување за 1,5 метар, како и поставен е целосно нов асфалтен слој во должина од 2 км. Со цел да се зголеми безбедноста на сообраќајот и патниот правец да добие целосна функционалност, по целата негова должина од 28 км, поставени се заштитни безбедносни огради на постоечките мостови, сообраќајни знаци
izvršeno je beleženje sa horizontalna signalizacija na Banosut. Skupната вредност на градежните работи излезла 52 милиони денови. Сакам да потенцирам дека со изградбата на делницата помеѓу селата Нечкојас и Куково се комплетира овој регионален патен правец и се овозможува директна и најкратка врска помеѓу градовите Свети Никола и Првоштип, како и сите населени места кои гравитираат на овој пат во овие две општини. Разстојанието помеѓу овие два града ќе се скрати за околу 25 километри. Со што освен на жителите од овие населени места дополнително се помага на развојот на економијата во двата града. Дополнително на со почнувањето на градбата на автопатот од Штип, Свети Никола до Скопје, практично и со завршувањето на овој пат, патувањето до Скопје на жителите на Првоштип ќе биде значајно скратено. Инаку, изградбата на тој автопат треба да започне во наредните 2 до 3 месеци. Владата на Република Македонија посветено работи на изградба на патната инфраструктура која е неопходна за развој на регионот и државата, кој што заедно со Агенцијата за патишта до крајот на годината се очекува да заврши изградбата, реконструкцијата и ревитализацијата на вкупност до 36 км регионални и магистрални патишта само за оваа година. Изградбата на инфраструктурата е основната предпоставка за развојот и тоа е нашиот главен фокус. На крајот, дозволете да се заблагодарам. Да се заблагодарам на посветеност и ангажираноста на работниците и раководството на јавното предпријатие Македонија Пат, која беше изведувач на градежните активности, како и на директорот на Агенцијата за државни патишта, Лјупшо Георгиевски и вработените во агенцијата. Да се заблагодарам и на ангажирањето и упорноста на градоначалниците од двете општини. Општината Свети Николе и општината Првоштип, кои дадоа несебична подршка и постојано помагаа за изградба на делницата. Да се заблагодарам исто така на министрот Милијан Акиевски, кој стоеше за овој проект за навремено негово завршување. Како и на Емил Димитриев, кој што практично беше клучниот мотор во изведбата на, односно во реализација на овој пат. Благодарност до директорот на Македонија Пат, до министерот за финансии, кој што изнајде средства во овие тешки времења во буџетот да се реализира патот, и до пратениците во парламентот, кои што изгласаа буџет, во кој што буџет беа содржани пари за реализација на овој патен правец, односно негово асфалтирање. А носењето на овој последниот буџет ќе се согласите и не беше така лесна работа. Нека е со среќа, нека е за многу години, нека е овој патен правец.